Во извинатиот период КСС прими неколку документи со што се докажува моментот на фалсификување на економско-социјалниот совет и фалсификување на репрезентативноста на социјалните партнери. Пред се записник од ССМ, каде што со тужба е исклучен еден синдикат. Имаме и тужбата добиена. Со ова докажува дека ССМ нема репрезентативност, нити на национално ниво, нити во јавен сектор, нити во приватен сектор. Ова докажува дека КСС е единствениот репрезентативен синдикат и најголем синдикат во јавниот сектор. Еве ги документите кои што ние ги примивме и известувањето до синдикатот на МЕСО кој што е потпишан токму од председателот Дарко Димовски. Каде што вика во прилог ви праќаме и пресуда, и одлука за исклучување, и одлука за мирување. Имаме сознанија дека и други синдикати вакви биле исклучени од страна на Сојузот на синдикати на Македонија, кој што ја доби репрезентативноста на национално ниво со коефициент со процент 10,07, што само покажува дека без овој синдикат немаат никаква репрезентативност. Како се обструирал економско-социјалниот совет и како КСС не може да добија својата репрезентативност цели 2 години. Кажува и одговорот на Министерката за труд и социјална политика со целосна кореспонденција со социјалните партнери ОРМ и ССМ, кои што ја обструираат целата таа комисија и кажуваат дека имаат здравствени проблеми или некакви други обврски и не можат да присуствуваат на комисијата, па така да почитуваната министерка, на што за сходно да одговори и благодариме, дека комисијата била свикувана на следните датуми: 14.8, 19.8.2019 година, 27.9.2019 година, 1.10.2019 година, 12.11.2019 година, 23.12.2019 година, 16.1.2020 година, 5.11.2020 година, 19.11.2020 година, 25.11.2020 година, 27.11.2020 година и така натака, и била списувана и на 16.1.2020 година и на 19.11.2020 година. Според регистрацијата, значи преписката што ја имале со социјалните партнери, кои што ги фалсификувале документите за репрезентативност, подобните социјални партнери, кои што ги фалсификувале документите за репрезентативност, е ова што ни беше испратено званично од Министерството за труд и социјална политика. Затоа КСС поднесе тужба за утврдување на репрезентативноста која што треба судот да ја утврди, но и денеска поднесува барање за преиспитување на репрезентативноста на социјалните партнери во економско-социјалниот совет. Значи ние, ако имаме поднесено наше барање за утврдување на репрезентативност во 2018 година, и таа седница е прекината за да се дополнат списоците и уредно се испратени до Министерството за труд и социјална политика и до Комисијата за репрезентативност, и од тогаш кога се виделе дека само КСС ја има репрезентативност во било кој сектор во државата, седниците се обструираат. КСС е надвор, се дозволува на подобните социјални партнери да носат одлуки, само онакви како што ја одговара на владата, а од друга страна работничките права се уништуваат. Затоа ние ги повикуваме сите институции надлежни во овој дел да постапат по наведениве докази и по барањата на КСС, а пред се денеска ќе доставиме и до Министерството за труд и социјална политика и до Државниот институт, инспекторат за труд.
Мораме да напоменеме дека имаме најава дека во следниот период ќе добиеме докази и за други синдикати кои што биле исклучени од Сојузот на синдикати на Македонија, но и докази дека репрезентативноста на Организацијата на работодавачи на Македонија не е утврдена според Законот за работни односи кој што стриктно пропишува како треба да се утврди една репрезентативност, туку е утврдена без кворум по Закон за општа управна постапка. Па сега вие проценете сами врз основа на овие докази, на овие дописи од Министерството, како работи економско-социјалниот совет и зашто КСС во изминатите 2 години гласно говори дека се работи само со подобни партнери, а се со цел да се излезе во пресрет на владата на нејзините одлуки, а со тоа страшно се угнетени и се кршат работничките права.